се навршува 24 години од основањето на општина Росоман, односно од 96 година со законот за територијална расподелба. Во таа прва година, во таа прва фаза, ако некој од вас се сеќава, беа 123 општини на територија на тогашна Република Македонија. Меѓутоа со законот од 2004 година тој број е редуциран и бројот е денеска изнесува 80 општини и градот Скопје. И значи изминаа 24 години и придобивките од таа територијална поделба ги чувствуваме и ние во општина Росоман, туку речи на секој чекор. Иако има многу проблеми кои што добро треба да се решават, меѓутоа треба да спомнеме дека во општина Росоман туку речи нема населба која нема решено проблемот со водоснабдувањето, нема населба која го нема решено проблемот со канализацијата, нема населба која што улиците не се асфалтирани, значи придобивките на секој чекор ги гледаме, ги чувствуваме. Оваа година, како што спомна и моите претходници, е поинаква состојбата. Ние изминатава година имавме активности, иако тие активности можеби не беа во онаков број во како што во една нормална ситуација, но сепак извршивме разни активности во одредени сфери и веруваме дека и во идната година ќе продолжиме во тој правец и ќе ги решаваме и натаму проблемите кои што се надвиснале над граѓаните на општина Росоман. Ја користам оваа прилика, повеќе не би должил да зборувам, меѓутоа, она што би сакал да го искористам како прилика е сега, бидејќи се ближат празниците, домашните слави, да искористам приликата на сите граѓани на општина Росоман, кои што слават Свети Никола, Бадник, Божич и Свети Јован и така натаму. А во врска со препораките од пандемијата, COVID пандемијата, да ги слават нивните слави, меѓутоа според препораките кои што се дадени од Републичкиот кризен штаб, нека име се среќни домашните слави, нека име среќна нова година и пред се почитувајте ги мерките заради ваше здравје. Во моје лично име и во име на советниците на членовите на Советот на општина Росоман, исто така сакам да им ги честитам новогодишните и божичните празници на нашите сограѓани. Бидете здрави, живи, чувајте се, носете маска, држите растојание и да се видиме до година. Пред се сакам да искористам можноста да им го честитам на граѓаните на општина Росоман денот на општината 17 декември. Во 1996 година имавме јасна цел што ни ја овозможни територијалната реорганизација да општина Росоман стане општина. Ја искористивме таа можност и остваривме дел од целите, значи кои ни беа планирани. Сега за воиднина сакам и да апелирам и до членовите, моменталните членови на Советот, и до идните членови на Советот, до сегашниот градоначалник и до идните од градоначалник, дека не смееме да застанеме овдека, значи дека треба постојано да работиме во унапредување на општина Росоман. Постигнавме дел од целите во изградба на инфраструктурата. Има уште многу да се гради, но пред се сакам да апелирам да малку да ја подобриме општествената одговорност и општествената свест во насока на зачувување на животната околина. Значи, се додека правиме добра, а не ја зачувуваме останатата околина, односно ја уништуваме, ние тогаш не сме постигнале ништо. Сметам дека овој апел ќе влијае и врз нас, и врз останати, и врз граѓаните на општина Росоман, и заедно ќе ја постигнеме таа цел, за да општина Росоман на вистина го има тој епитет на една општина која што ќе ги има сите, ќе ги задоволува сите критериуми. Тоа е мојот апел и уште еднаш честитки за денот на општината. Сакам да ова пандемија што поскоро помине, луѓето да ги служи здравје и следната година заеднички да го славиме овој ден на општината. Во изминатиот период, во времето од кога сум јас советник, направив многу работи во општина Росоман,
кои ете како мои идеи ги спроведов во мојот мандат, со тоа што направив културно-медичко друштво кое беше на повише места во нашата држава, во Турција, во Србија, во Романија, во Хрватска. Значи, сите деца кои се членови на моето друштво и оние деца кои се тука во Росман, ги повикувам да се пазат, да се чуваат во оваа пандемија. Многу знаат дека сега не ја одржуваме проби, не патуваме никаде, али за тоа е многу важно сите да се зачуваме, да бидеме здрави и живи и здравија од напред, да почнеме поново со одржување на пробите, со патувањето по овие земји кои се збртивени со нашата општина, така да животот мора да продолжи. Сите ве молам да се пазите и да се чувате за сите овие празници, како што повикува комисијата, Државната комисија за заразни болести. И се друго ќе помине, значи од ова мора да се пазиме сите и повикот до сите членови да се чуваат, да бидат здрави и живи. Честит нова година, божични празници, сите нека се чекаат дома, да не се собираат, да не се групираат. Значи најважно е да останеме живи, а другото сето ќе биде поново пак ќе продолжи во општина Росман.